Колев, писмото, што беше повод? Имаше доста информација обједено и минатата сабота правев интервју со Апостол Симовски. Велите дека пописот не е баш најфер, најдемократски, најправичен, дека немаат сите луѓе слободно право да се изјаснат како што сака. Па дури и нема гаранција дека попишувачот ќе го запише тоа што сте му го кажале. Повели. Не сум кажал дека немаат право граѓаните да се самоопределат како што сакаат, сум кажал дека има веќе неколку случаеви во кои што попишувачите воопшто не бараат информација за прашањата кои што се сврзани со нивната етничка припадност и мајчиниот јазик, и не е тоа само моја теза. Вчера со внимание го читав Агин Јонус, кој што горе долу ги истакна во јавност и во своето пишување истите тези за кои што зборувам и јас. Тоа е негово лично искуство во моментот на попишување. И затоа сметав дека е како човек, како граѓанин пред се, кој што сака да заврши успешно оваа статистичка операција, сметав дека е правилно да се обратам до институцијата која што е одговорна за спроведување на пописот, носи одговорност, го спроведува, но и носи одговорност за неговата правичност и за тоа тој да биде успешен како процес, и затоа го испратив тоа писмо со јасни 3 прашања кои што се конкретни во случајот, во насока на транспарентност и можност на секој еден граѓанин на Македонија да изврши контрола врз самата процедура на пописот. Прашањата беа сврзани со тоа дали секој од граѓаните ќе има можност по завршување на пописот да побара од Државниот завод за статистика информација за неговите, за собствените лични податоци кои што се внесени во базата, во системот на самата процедура на попис, и да види дали одговараат со неговата изјава што е дадена пред попишувачот. Сметам дека тука не станува збор трети лица да имаат достап до податоците на секој еден од нас, а станува збор за тоа ние самите да имаме достап до тие податоци, за да бидеме убедени и да се увериме самите дека тие правилно се нанесени во системот. Второто прашање ми беше каква е правната процедура ако се установи дека даден граѓанин е дал една изјава пред попишувачот, а попишувачот во системот внел други податоци, или веќе почнува да стануваат неколку случаеви, гледат има и призиви таму кај што не поминале попишувачите, граѓаните сами да отидат во општините да се попишат. Та прашањето во тој контекст беше каква е постапката во која што граѓанинот може да реагира и да бара од Државниот завод за статистика тие негови лични податоци да бидат променети. И третото кое што е исклучително важно е тоа каква одговорност ќе сносат оние лица кои што се попишувачи, кои што се ангажирани и се платени од нашите даноци, од даноците на сите граѓани на Република Северна Македонија, да внесуваат правилни податоци, но тие поради некакви најразлични подбуди би ги манипулирале тие податоци, не би ги внесле правилно, и ако сето тоа се установи, каква ќе биде нивната одговорност. За моја огромна жал, на оваа етапа нема јасен одговор од институциите пред целата македонска јавност на овие 3 прашања, и сметам дека секој еден граѓанин кој што размислува трезно, без емоции, а чисто од гледна точка на правдата, правичноста, граѓанската контрола, транспарентноста на институциите, ќе си го зададе прашањето зошто нема достап и зошто нема одговор на овие прашања и дали не станува збор за нешто друго, а не само за статистичка операција. Јас да одговорам што ми кажа Симовски. Рече не препорака, туку укажување цврсто за сите попишувачи пред сейв да направат на сите податоци, да ги покажат податоците што ги имаат запишено на компјутерот, да им го покажат компјутерот. Сега, ако некој не го бара тоа е негово право. Дури, вели, инсистираме, заради короната, позади грб, значи на некоја дистанца, да присуствуваат тие кои што се попишувани и да гледат што пишува. Значи, пред се проблемот е со етничката и со верската припадност тие податци кога се запишуваат, но и за други, ако не веруваат. А за ова другото, дали може отпосле да се провери, че до крај не ми одговори, рече дека сега никој не може, затоа што за секој обид за влез
во системот има Јас трага. сум согласен дека сега во моментот никој не може, бидејќи процесот не е завршен, и затоа моето прашање беше за откако ќе заврши пописот. За тоа не знам, не ви Сметам дека одговор. граѓаните имаат право Инаку на кривична контрола одговорност е врз кривично своите дело лични податоци. ако се прават Имаат интервенции. Има секој еден граѓанин има право, вклучително и вие, јас и сите ваши слушатели. Сметам дека тоа е правично и во духот на транспарентноста да ги увиде своите лични податоци, не туги, своите. Разбирате ли дека ние, за жал, во последниот период од време во нашата држава сомнежот кон коректноста на институциите е многу сериозен. Кога станува збор, да не забораваме дека, кога станува збор за системи, да не забораваме дека пред неколку години ние слушавме телефонски разговори помеѓу врвот на македонската држава, шефот на тајните служби и така натаму. И сега, имајќи го предвид дека капацитетот и довербата на институциите во нашето општество е тотално уништена поради последните десетина години, се поставува клучното прашање. Нема ли, ако ние како граѓани имаме право да ги провериме нашите лични податоци, нема ли тоа да биде аргумент дополнителен за граѓаните да имаат поголема доверба на оваа статистичка операција? Сметам дека да. Доверба, така. Да прашам само, коментар има. Досега за пописот реагираат најмногу турците, рекоа дури нема да го признаат ако се под 7%. Ромите реагираат, другите велат дека се е окей досега, поготово поголемите заедници, македонскиот народ и албанскиот дел од народ, и бугарите многу често реагираат. Па имаше рецитација со бројки, само 72 се јави бившиот конзул од Чикаго на Бугарија. Дали ова е продолжување на тој страв, дека нешто сепак имате сознание дека нешто се прави, па да се реагира додека има време? Јас сум сериозен човек и на процесите кои што се случуваат гледам сериозно. Значи нема кој да знае во овој момент што се случува, бидејќи самиот директор на Државниот завод за статистика на неколку пати изјави дека не е возможно и никој не може да влезе во системот за да каже кој како се попишал и какви се бројките. Затоа моето прашање и моите 3 прашања беа поставени за тоа дали ние како граѓани, без разлика на нашата етничка, национална, верска припадност, имаме можност за контрола на овој процес откако процесот ќе заврши. Тука не станува збор за ние да се обидуваме да негираме или да саботираме некаков процес кој што тече, а тука станува збор за нешто многу едноставно. Дали ние како граѓани ќе имаме право да го исконтролираме процесот кој што ги користи нашите лични податоци. Тука не станува збор за нешто друго, а станува збор за едно, според мене, од најлогичните одговори. Ова е аргумент кој што на сите оние кои што гледаат со скепса на пописот ќе им ги затвори устите. Значи, ние ако дадеме можност на секој еден граѓанин да се обрати до Државниот завод за статистика и да добие официјална информација за тоа како е попишан, кои се неговите лични податоци кои што се искористени, и ако има разминување, повеќе од јасно е дека секој еден од нас ќе реагира, нели така? Тогаш веќе можеме да зборуваме дали пописот е правичен, дали правилно е направен, дали е фалсификат и така натаму. Ако се појават такви, сега во моментот вие знаете ли јас дали знам како сум попишен на овој попис, имајќи предвид дека никој нема достап до базата на податоци. Ниту вие можете да кажете кои податоци ви се внесени, ниту јас можам да кажам. Така е. Да завршиме со темата македонско-бугарски односи. Повторно се актуализираше пред 2 дена со изјавата на премиерот Заев да се избрише бугарски фашистички окупатор, да биде само фашистички окупатор. Пак некако, дали намерно, дали случајно пред изборите, почна да биде тоа фокус во јавноста. Од Бугарија пак пред една недела ми се чини како да стигнуваат потака умерени изјави за историја. Никој не зборува за критериуми за влез во Европската Унија, Копенхашки критериуми и така натаму. Има ли коментар за ова во Бугарија? Следите таму? Исклучително внимателно ги следам изјавите кои што стигнуваат и од Македонија и од Бугарија, бидејќи ова прашање така и до голема степен лично сум го препознал како предизвик. Треба да ви кажам дека големо внимание ми направи изјавата на нашиот вице-премиер Никола Димитров, кој што кажа дека во склопот и духот на договорот за добрососедство, политичарите презеле обврска да се занимаваат со сегашноста и со иднината.
И од тука веќе се поставува прашањето зошто некои политичари во Македонија отвараат историски теми. Ако навистина ние сме подготвени да разговараме принципно, тогаш би требало ние политичарите да зборуваме за сегашноста и иднината. И во тој контекст ги следаме изјавите кои што сигнуваат во Софија од страна на моменталната политичка елита и моменталните политички лидери кои што се тотално во духот на сегашноста и на иднината, и она прашање со историјата имаат желба да го остават на историската комисија и на историчарите. Повеќе од јасно дека тоа прашање со историјата тешко оди и комисијата боксува во место, но тоа е одделно прашање. Јас сум политичар и не би се занимавал со историја. Би сакал повеќе да обрнам внимание на прашањата од сегашност и од иднината. Не знам зошто во Македонија нашето општество или уште колку време ќе биде потребно да свати дека ако граѓаните бидат еднакви пред уставот и пред законот на Република Северна Македонија, тоа само ќе биде од полза за македонското општество и би било уште еден аргумент за нашиот демократски капацитет. Во таа насока јас не гледам ништо страшно, точно обратно, мислам дека е време сите етнички заедници во Македонија да си го најдат местото во уставот на Република Северна Македонија и со тоа да им бидат гарантирани сите основни човекови права кои што се општа човечка вредност, општа светска вредност. Затоа јас очекувам дека многу скоро и македонските политички партии кои што се носечки сили во овој момент ќе излезат со јасна позиција по тоа прашање, дека немаат ништо против и дека се подготвени да работат и нашите сограѓани кои што се самоопределуваат како бугари да го имаат своето место во уставот и со тоа да им бидат загарантирани нивните човекови права. Се надевам дека и во таа насока и овој попис кој што тече во моментот ќе се одвива во таква атмосфера во која што тој ќе биде исклучително така демократски, транспарентен и ќе заврши успешно и не би било повод за идни дебати, идни расправи кои што се надевам дека ние како Македонија веќе одамна сме го оставиле во минатото, но тоа можеби е само моја надеж, бидејќи во овој период од време има многу калкулации по тие прашања. Затоа јас сметам дека е време во нашата држава да ја отвориме темата за правата и на останатите етнички заедници кои што живеат во Македонија. На неколку пати македонски политичари, вклучително и македонскиот премиер, во последните 5-6 години спомнувал дека на територијата на Република Северна Македонија живеат и наши сограѓани кои што се самоопределуваат како бугари. Ако тоа навистина е така, бесспорен факт е дека е така, тогаш зошто тие луѓе да немаат еднаков пристап до институциите? Да, имаше предлог веќе да бидат внесени во уставот, да. Не гледам што би загубила Република Северна Македонија ако создаде услови во кои што сите нејзини граѓани, вклучително и тие кои што се самоопределуваат како бугари, бугари, хрвати, црногорци, јас лично немам против ништо. Ако тоа е така и ако консензусот во нашето општество е повеќе од факт, дека голем дел од граѓаните на Република Северна Македонија немат ништо против нивните сограѓани кои се самоопределуваат како бугари да бидат третирани од македонскиот устав и да го имаат своето место, се прашувам зошто денешната политичка елита во Македонија не презема активности во таа насока, или можеби некој намерно си мисли дека овие разговори помеѓу Скопје и Софија ќе ги води под некакви други правила, во едни други услови, во кои што нема да ги вклучи и македонските бугари. Според мене би требало да биде јасно и на политичарите во Скопје и на тие во Софија дека во овој процес македонските бугари би можеле да бидат многу позитивен пример и да бидат луѓе кои што ќе помогнат, а секој оној што ќе се обиде, според мене, да го игнорира или да не ги вклучи во овој процес, ќе си ја постави главата на гилотината на политичката историја. Ако се обидат и овој пат да се прескокнат некои прашања кои што се сврзани, изборувам тука конкретно за човекови права, сметам дека проблемот ќе станува се посериозен и посериозен. И друго, она со кое што ние започнавме денес со вас, а тоа е говорот на омраза. Јас сум човек кој што мислам дека и бугарското и македонското општество е време да осознаат дека хејтерството, говорот на омраза, лошите стрели и енергии кои што ги праќаат едни кон други, вклучително и кон сопствените граѓани кои што се самоопределуваат пример како бугари во конкретниот случај, е нешто кое што како последица го чувствуваат најмногу врз сопствениот грб.
Не мислам дека говорот на омрза, јазикот на омрза е вредност која што македонското општество треба да е негува, и тука очекувам дека македонската влада ќе преземе конкретни чекори и ова прашање ќе остане во минатото. За моја огромна жал, за последните 30 години по прашањето човекови права и по прашањето говор на омрза слушаме само декларации, но тие декларации никако да станат факт, никако да станат уставна рамка, никако да станат законска рамка, која што искрено мене ме разочарува. Да само кратко ще нареченица да кажеш за бугарски фашистски окупатор, тоа како предлог што го имаме. Само ќе прочитам, опозицијата реагираше, наместо да бара да бришеме учебници, треба да дојдат да се извинат на овој народ, и во грчките учебници бугарите се ова е веќе широка дебата, нацистички окупатори. И уште едно од опозицијата, ние не сме талибанци, и лидерот на ВМРО ДПМН ќе ги врати историските факти за фашистите. Повели. Јас не сум човек кој што не го почитува договорот за добрососедство, точно најмногу сум се радувал кога тој договор беше потпишен и нема да влезам во духот на таа реторика, но ето ќе дадам шанса на колегите од ВМРО ДПМН, ако навистина не се талибанци и ги прифатиле вредностите како основни човекови права, тие да бидат иницијатори на промена на уставот на Македонија, во кој што да влезат и нашите сограѓани кои што се самоопределуваат како бугари. Се разбира, слушам дека и хрватите имаат таква намера, египјаните имаат таква намера. Ето, ВМРО ДПМН има шанса да докаже дека навистина се демократска европска партија, не се талибанци и можат да инициираат промена на уставот. Се разбира, тука очекувам сериозна поддршка од ДУИ, бидејќи тие се структура од луѓе кои што со оружје се бореа за своите човекови права. Имајќи предвид дека тука станува збор за права на етничка заедница кој што е бугарската, очекувам полна поддршка и од нив, и се разбира премиерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз на неколку пати кажал дека нема ништо против човековите права. Тоа значи дека таа уставна измена во Македонија може да биде донесена со полн консензус, и јас ќе бидам еден од среќните луѓе од таквата разрешница на прашањето.